2 години тонеме, чекаме обештетување за штетите од поплавите во нашите фарми. Се што имаме се води на фирмата, а досега не сме добиле ниту денар, вели сточарот Бранко Нисев од Штипско, чија фарма пред 2 години беше поплавена со пуштањето на водата од Мантово во реката Лакавица. Бараме да не обештетат, ни кажаа дека ќе не обештетат 100%, но ниту денар не се ни дале овие 2 години, вели фармерот Нисев, на кој водата му однесе 23 тони храна за неговата стока. Јас имам штета на фирмата. Житото на мене ми е на фирмата. Сламата на фирмата, луцерката на фирмата, премиксите на фирмата, соја, ѓусме, тоа се е пишано на фирмата и не сум добил ни динар. Големите шкутии, ние со таа храна планираме да изкараме неколку месеца, ние не можеме со таа храна ништо да помош да ни дадат, за да ни ја платат храната, да може да обстојуваме. Ние од тогава навака тонеме, не може да си дојдеме у себе. Нисев вели дека по поплавата работи со загуби и дека тешко ќе може да го надомести изгубеното. Поради недостиг од средства, го намалил бројот на стоката што ја одгледува, а не верува дека работите ќе тргнат на подобро. Цената на месото ни падна, жито немаме, мораме да купуваме жито и автоматски ние сме у болота. Со цената и со житото више не се обстојува, ќе тераме додека ќе тераме и Сточарот Нисев забележува дека и по кревитувањата, коритото на реката Лакавица се уште не е изчистено, а поради новите снежни врнежи стравува и од нови поплави. Кажаа дека реката ќе очистат 200 метра под мосто и над мосто и тоа не го направија. Сега овие снегови кои ќе се стопат, што ќе се случи, само Господ знае. Пред 2 години на денешен ден Лакавица се изля, поплави на 30 на домови, фарми и стотици хектари со житни култури. Направената штета се процени на близу 50 милиони денари. Освен општината, околу 2 милиони одштета од државата побара и 5 правни субјекти чиј имот настрада во поплавите. Лани во март, откако прво беа исплатени штетите кај земјоделските посеви, општина Штип ги обештети и поплавените домакинства, на чии сметки легнаа над 2 милиони денари. Парите се уште не се пристигнати за правните субјекти.